Голема паника кај СДСМ и ДУИ со молењето кај странците за заеднички настап на изборите и со другите помали партии од албанскиот политички блок покажуваат дека кај власта постои страв дека покрај веќе се поизвестниот пораз ВМРО ДПМН може сама да освои над 60 пратеници, сметаат познавачите. Во таа насока Ковачевски и Ахмети решија среде Скопје да ги молат Албин Курти и Еди Рама предизборно во нивниот блок да ги вклучеле и Арбен Таравари, но и Мендух Тачи, Аријанит Ходжа и Скендер Реджепи. Новинарот Дарко Јаневски за Алфа вели СДСМ се плаши од можен дебакал на парламентарните избори, особено доколку кандидатот за претседател на опозицијата однесе победа во првиот круг. Кандидатот за претседател на ВМРО ДПМН расположението е такво ќе победи без поголеми проблеми. Прашање е каква атмосфера се врти околу тоа, каква атмосфера ќе се создаде по првиот круг на претседателските избори. Ако разликата биде голема, во една еуфорична расположба, СДС може да доживее катастрофален пораз. Поради тоа власта ќе се обиде со секоја можно сценарио да спречи стабилна влада предводена од ВМРО ДПМН, зашто помал пораз СДСМ и ДУИ покрај заеднички настап на парламентарните избори, бараат и поддршка за ист кандидат за претседател. Сепак проблем е одлуката на здружената албанска опозиција да оди со свој кандидат на изборите, што може да влие негативно на ДУИ, поради опасноста сите гласови на албанското гласачко тело да се канализираат кај кандидатот на опозицијата. Вакво сценарио би представувало ветер во грб за Билал Сами, Изет Меджити и Африм Гаши на само 2 недели пред парламентарните избори. Позицијата албанска најави дека ќе кандидира и ДУИ се плаши дека ако не кандидира свој кандидат, тоа може негативно да се одрази на парламентарните избори за нив. Од друга страна, ако кандидираат, пак тоа е сигурен пораз за кандидатот на СДС. Од тука ето е притисок врз албанската опозиција да не кандидира свој кандидат за претседател, за да му се олесни на ДУИ. Инаку извор за Алфа вели дека Пендаровски и Ковачевски молеле во прв ред кај Албин Курти да ја натера албанската опозиција да не кандидира свој кандидат со цел ДУИ да го поддржале актуелниот претседател. Пендаровски дури се заканил дека ако нема широка поддршка, немало да се кандидира на изборите. Според познавачите со цел власта да спаси што може да се спаси од нејзиниот рейтинг, кој во слободен пат се користи, наредниот период ќе се користи и со своите привезоци во невладиниот сектор, како и медиумска поддршка на оние мали партии како што е примерот со Нова алтернатива, која од рацете на Ѓорѓе Ровченец премине кај Даниела Арсовска. Целта на овие потези е да се невозможи ВМРО ДПМН да формира стабилна влада по 8 мај.